Кога за прв пат во 2016-та се спомена дека Мерцедес го подготвува GLB, сите се прашуваа дали навистина на германците им треба уште еден кросовер. Но тие веднаш одговорија дека новиот модел нема да биде таков. Замислата им беше да креираат возило кое нема да ги следи трендовите, туку верно ќе го почитува наследството на легендарната Г-класа. Со други зборови кажано, нема да биде помоден и урбан автомобил, туку реален предизвикувач на теренското возење. Затоа, очекувајќи дека навистина ќе биде таков, јавноста веднаш го нарече Baby G-класа, а тој ги оправда очекувањата во целост. Иако е поставен на истата компактна платформа како и GLA, од него доста се издвојува. Најмногу по робусноста која ветува издржливост во битка со тешкопроодните патишта. Спротивно на ознаката GLB, всушност е поголем од GLC. Пократок е за 4 см, но не е значително повисок и има 3 реда седишта и место за 7 патници. Иако засега е концепт во однос на ова, не се очекуваат некои големи отстапувања кај сериската верзија. Таа ќе биде покажана во Франкфурт, кога точно ќе се знае и моторизацијата на идната Baby G класа. За ова прво покажување таа во себе имаше дволитарски мотор со 224 коњи и 8 степен менувач со двојна спојка. Внатрешноста во целост е изведена како и кај останатото компактно семејство на Мерцедес, од кое GLB се разликува по споменатиот трет ред седишта, што се вовлекуваат во подот на багажникот. Значајно е и тоа што тие вообичаено не се изведени како помошни, туку нудат удобно сместување за двајца патници со средна големина. Надворешноста изобилува со мускулести облини и јасни и нагласени површини. Кратките превиси и скоро вертикално исправениот преден дел со впечатливите LED светла делуваат како јасен доказ за офроуд гените. Теренскиот карактер го нагласуваат и заштитните облоги и грубите тркала со кои беше опремен концептот. Со оглед на презасистеността од шминкерски кросовери, Мерцедес GLB можеби го покажува правецот во кој во иднина ќе ги развива теренските гами на марката. Тоа би значило враќање кон корените од пред 40 години, кои Г класата ги посади како стандард кој никогаш нема да застарее.